Бибонго и дружината ја спасуваат саваната. Поминаа неколку месеци од кога Биби се врати во Австралија. Живееше среќно, убаво и најважно од се слободно. Секојдневно беше во окружување на своите најмили и најсакани и по цели денови леташе, шеташе и се забавуваше со другите папагалчиња од саваната. Скоро секој ден тој по појадокот со своето семејство ќе се најдеше со другарчињата папагалчиња и ќе оде од саваната до едно езерце по име Хоп-Хоп. Крај езерцето имаше бескрајна забава. Таму доаѓаа секакви други животинки од саваната, кои крај езерцето Хоп-Хоп ја наоѓаа забавата. Се разладуваа и го поминуваа жешкото лето покрај прекрасната бистра, чиста и ладна вода. Имаше кенгурчиња, бодликави прасиња, разноразни птици, инсекти, а најголемата забава беше во калта, каде што се разладуваат дивите прасиња. Крај езерцето не толку често, но сепак доаѓа и други птици од подалечните делови на саваната. Помеѓу птиците од другиот дел на саваната беше и Јана. Јана беше преубава папагалка, која беше на иста возраст со Бибонго. Денот кога Биби првпат ја здогледа преубавата Јана, беше денот кога тој дозна што е љубов и како маѓепсан се изгуби во нејзината убавина. Уште истиот ден се запознаа и се здружија. Беше тоа нова љубов во саваната и нова магична приказна. По некое време Биби и Јана беа толку влюбени што се одлучија да живеат заедно и си направија свое гнездо во близина на езерцето Хоп-Хоп, каде што очекуваа свое семејство. Но Биби го гризеше нешто одвнатре. Една мака не му даваше мир и по цели денови беше замислен и загрижен. Цело време му беше во умот во ловократците кои го киднапираа и однесоа далеку од дома кога беше малечок. Биби знаеше дека ловократците доаѓаат секоја година приближно во ист период од годината и заробуваат животни од саваната, пошто ги носат далеку од дома. Маката му беше уште поголема со самото тоа што знаеше дека истата опасност ќе ги демне и неговите пилиња, па размислуваше како и што би можел да стори за никогаш повеќе ниту едно животинче во саваната да не се соочи со ловократците. По неколку дена Биби ги повика животните од саваната на голем состанок крај езерото Хоп-Хоп, каде што ќе им соопшти едно свое мислење и една идеја за да се соочат со ловократците. Дојде денот, се собраа сите животинки од саваната крај езерцето, пошто Бибонго застана на една гранка од едно големо дрво и почна да им кажува на животните за својот план. Планот беше да се уловат ловократците, да се заробат и да ги фатат чуварите на саваната. За да се реализира планот, во центарот на саваната требаше да се ископа една голема дупка, толку многу длабока, што само кенгур би можел да излезе од неа. Се договорија сите животинки да помагаат колку можат. Кртињата, жилките и дивите прасиња беа задолжени за копање. Зајчињата ги гризеа коренчињата од дрвјата и тревата, а кенгурчињата ја ставаа земјата во своите турбички и ја носеа далеку од дупката на самиот крај на саваната. Птиците и другите животинки носеа гранчиња и листови како би се маскирала дупката. За 3 дена со тешка и напорна работа, дупката беше готова, длабока и голема, за да не може никој да излезе од нејзе. Следно беше да се покрие дупката со гнили гранчиња, земја, мов, трева, за кога би згазнал човек на нив, веднаш да падне во дупката.
По неколку часа работа, замката беше готова и спремна за лов на лошите ловократци. По неколку дена, додека уште беше темница и сонцето не беше изгреано, со неколку бучни возила дојдоа луѓето ловократци. Бучењето на возилата ги разбуди животинките во саваната, пошто сите животни се активира за да се спроведе планот на Бибонко за заробување на ловократците. Главен за целата мисија беше кенгурчето Скочко. Скочко требаше да им се појави како повреден млад кенгур и да ги поведе во брканица ловократците низ саваната. Така и беше. Скочко пред ловократците почна да скока само на една нога, па ловократците почнаа да го бркаат. Го бркаа се до замката и кога дојде до замката, Скочко кој цело време скокаше на една нога, сега скокна силно со двете нозе и ја прескокна замката. А затрчаните ловци сите до еден паднаа во дупката. Се обидуваа ловократците да излезат, но дупката беше многу длабока. И додека се обидуваа да најдат спас, кај замката дојдоа чуварите на саваната. Ги заробија ловократците, пошто ги однесоа во затвор на многу долго време. Така Биби и пријателчињата од саваната се спаси од ловократците и живеа безбедни и среќни.